Благодарам, председателе. Колешке Лидија Петковска. Вас ви е совршено јасно дека денес на оваа точка зборуваме токму на она за што треба и сите да се радуваме. Зборуваме за нешто што е тренд во сите развиени земји, европски, светски. Зборуваме за економија, зборуваме за екологија, за енергетска ефикасност. Тоа е тренд и тоа е, да речам, стратегија на развиениот свет, а ние таа стратегија сме ја развивале уште од 2019 година, кога во декември се направил договорот за да можеме од Меѓународната банка за обнова и развој и Светска банка да добиеме ваква можност да учествуваме на еден ваков проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор во износ од 25 милиони евра, кој е дел од 4-годишната стратегија на Меѓународната банка за обнова и развој за партнерство со земји за проектот периодот од 2019-2023 година. И знаете вршено дека основната цел на овој проект се намалување на потрошувачката на енергијата во јавниот сектор и поддршка за воспоставување на одржлив механизам за финансирање на енергетска ефикасност во јавниот сектор. И затоа во оние три компоненти совршено добро угласено се поделени средствата кои ќе се добијат од овој заем. Верувам дека знаете дека ова нема врска со тоа што сработиле или не сработиле градоначалниците. Ова е само внесување на нашата држава во тековите во кои што размислува и насоките во кои што размислува развиениот свет. Што е најважно во државата? Најважно е прво да се предвиде и да се опфатат јавниот сектор, односно општините како згради кои што се под локалната самоуправа во владение и државните институции, за да може да се намалат трошоците за енергија во потрошувачката на енергија. На тој начин државата ќе заштеди. И никако овој заем не го сваќам како зајмување заради трошење, туку заради ефикасно работење и намалување на трошоците во државата во делот на јавниот сектор. Исто така, совршено ви е јасно дека многу е важно да ние, ако во општината Охрид сме направиле со средства од општината или со одредени други проекти, 3-4 училишта во овој период со енергетска ефикасност. Добро е да имаме уште некое друго. Значи, нема тука никаква нелогичност во тоа. Дали некој кој што ги искористиле, ќе дојдат на ред да ги искористат и овие средства. Секој кој има проект, ќе ги искористи, а верувам дека ќе бидеме сите радосни во однос на резултатите од тоа. Ви благодарам.